Стотици илјади демонстранти излегоа на улиците на Мјанмар на една од најголемите демонстрации досега против воениот удар на земјата. Бизнисите се затворија бидејќи вработените се приклучија на генералниот штрајк и покрај военото соопштение во кое се вели дека демонстрантите ги ризикуваат своите животи со излегувањето на протест. Полицијата ги растера толпите во главниот град Нејпитау и се виде како камион со водени топови се движи во околината. Мјанмар има неколку недели протести по пучот од 1 февруари. Италијанскиот амбасадор во Демократска република Конго е убиен во нападот на истокот на земјата, соопшти Министерството за надворешни работи. 43-годишниот Лука Атанасио почина во болница во понеделникот, откако конвојот на Обединетите нации со кој патуваше се најде на удар кај Гома, се вели во соопштението. Убиен е еден италијански воен полицаец кој патувал со пратеникот и трето лице, се вели во извештаите. Со длабока тага Министерството за надворешни работи ја потврдува смртта денеска во Гома на италијанскиот амбасадор, се вели во соопштението на надлежното министерство, пренесува BBC. Семејството на 11-годишно момче кое почина во неодамнешното студено време во Тексас покрена тужба од $100 милиони против енергетските компании за небрежност. Кристијан Пинеда беше пронајден од страна на неговата мајка, како не реагира минатата недела во услови на смрзнување на температурите. Милиони останаа без струја во невообичаеното студено време, кој уби десетици во јужните држави. Тужбата ги обвинува комуналните фирми дека ставаат профит над благосостојбата на луѓето, со тоа што не се подготвиле правилно.